Секогаш сум те сметал за објективен човек и ќе ти поставам неколку објективни прашања на кои што сакам да добијам и објективен одговор. А тоа е регионот во кој што живееме ние. Добро. Е пречка или е можност за развој наш? Па регионот е Балкан. Значи, онака иницијално кога зборувавме за тоа каде ќе биде Македонија, каде ќе биде регионот во перспектива, тука каде што сме. На Балканот, некако апсолутно да. Назад, малку заглавени помеѓу истокот и западот и помеѓу минатото и иднината. Некако не се сноѓаме во сегашноста. Добро. Како регион. И како држава и како регион. Апсолутно да. Извозот во такви услови? Па извозот во такви услови ценам дека и покрај сите напори нема некои значителни и драматични перспективи. Ценејќи го сегашниот развој на македонската образованието за потребите на бизнисот. Образованието за потребите на бизнисот има чекор напред. Во однос, сега ако одиме на по-микро ниво, во однос на она што се постигна благодарение на сериозни заложби на комората за обезбедување на стручен кадар кој што е со пониски квалификации за потреби на бизнис, се направи одреден пробив, но генерално сметам дека треба уште многу да се направи за да образованието генерално одговори на потребите на бизнисот. И не е само образованието, туку многу значаен сегмент, не можам практично да го издвам едното од другото. Ние како држава инвестираме во образование какво такво. Постојано се зборува за некакви реформи во образованието со цел да се подобрат состојбите, но излага дека создаваме кадар за други држави. Ти си една од ретките личности што ја познавам, која што има работено у Министерството за финансии и Министерството за економија на значајни функции. И тука имаше додир со реалниот сектор. Што се твоите искуства тука? Во однос на реалниот сектор или искуството генерално? Не, во однос на реалниот сектор. Какви се нивните барања? Оправдани, не се оправдани? Можат да бидат по-прецизни, можат да бидат по-едукативни? Најискрено, за да се допре и да се осознае практично што е барање на реален сектор, администрацијата е неопходно да разговара и да слуша. Затоа што од моето искуство, често одредено барање кое што стигало, раководев со секторот за даночна и царинска политика во Министерството за финансии, од начинот на кој што е формулирано барањето, може да се стекне впечаток дека практично не се знае што се бара. Кога низ разговор ќе седнеш да разговараш со представници на приватниот сектор, ќе дојдеш до сознание дека можеби се во право или барањето им е основано, но не е соодветно образложено. Формулирано и образложено. Да. И затоа, за да се надминат или да се решат барањата на компании и приватен сектор, неопходно е по-близок однос и по-блиска соработка непосредно со предпријатијата или со нивните деловни организации. Што бидејќи најчесто еве и ден денес, и тогаш најлесно е да образложиш постапете по член тој и тој од закон или Министерството е надлежно за регулатива, надлежен за ова е таа институција, онаа институција е надлежна за другото и проблемот да остане нерешен, а најчесто во последно време забележувам дека тоа е пракса. Некако администрацијава не ми делува мотивирано да се впушти во решавање на конкретни проблеми на предпријатија. Дали е твојот впечаток дека ако дојде до подобрување на таа страна, на ова што го зборуваш, дека ќе има бенефит и приватниот и јавниот сектор? Апсолутно дека е можно да се постигне тоа? Секако дека ќе има бенефит. А зашо нема проблем? Но администрацијата, знаете, многу интересно е како размислува мнозинството, најголемиот дел од администрација. Не се свесни дека практично платите
кои што ги земаат се благодарение на тоа што некој плаќа данок и дека за таа плата треба да испорачаат некаков вид на услуга. Значи не постои ментална врска помеѓу тоа дека администрацијата е слуга, условно речено, па и политиката, или треба да е на бизнисот и на граѓаните. Него најчесто се однесуваат и така се поставени работите како господари на истите. Има едно прашање многу актуелно во овој момент што мораме као јавен подкаст да го поставиме, тоа е прашањето на минималната плата. И мислам дека ти си прав соговорник за тоа. Така. Да, значи дали минималната плата постои, каде не постои, како е регулирана, што е разликата? Па видете, минималната плата и постоењето на закон и законски нормирана минимална плата во нашава држава, може да кажам најнапосредно дека сум виновник јас и уште неколку колеги од Министерството за труд и социјална политика. Кои се ти ја спомени ги? Мирјанка Алексовска, сега пензионирана, не неколку. Добро. Значи тргнавме во процес или утврдивме дека е добро кај нас законски да се нормира, односно да се ограничи износот на плата кој што најнискиот износ на плата кој што ќе го земаат вработените. Се подготви закон, одеа преговори со организации на работодавачи, со синдикати и така натаму, за да се утврди соодветен износ кој што од една страна нема да е товар за работодавачите, а од друга страна ќе обезбеди некакво минимално ниво на сигурност за трудот што го вложуваат работниците во одредена дејност. Жал ми е што понатаму оној износ кој што се утврди и формулата за индексација која што беше пропишана за усогласување на минималната плата стана на некој начин инструмент во рацете на политичарите и во понатамошниот период во повеќе наврати со минималната плата се калкулираше како со нешто што може и што треба да биде политичко предизборно ветување. И сега за политиката најлесно е ќе ветиме минимална плата во одреден износ и ќе го смениме законот, но тоа создава сериозни импликации во економијата понатаму. Зошто? Затоа што минималната плата автоматски понатаму повлекува раст на останатите плати. Добро. Исто така создава инфлацијски притисок кога растат платите, нели агрегатната побарувачка расте, може да се отвори инфлацијска спирала. Исто така тоа значи зголемен трошок за компаниите и за работодавачите и некако од иницијалната идеја минималната плата нели да постои за да се заштитат работниците, се создаде ова што кажувам, уште една алатка за условно речено манипулација на политичарите со гласачите на штета условно речено на економијата во целост. Во однос на тоа каде има или нема минимална плата, исто онака како што немаше кај нас, во повеќе европски држави, членки на Европската унија, минималната плата не е нормирана со закон, утврдена е на ниво на работодавач или на ниво на синдикални организации и така натаму. Во однос на тоа, исто така многу се шпекулира во јавност со износот на минимална плата кај нас и дали треба да биде повисок и останато. Ако се цени според паритет на куповна моќ, тоа е систем кој што предвидува изедначување на вредноста на минималната плата и споредливост помеѓу различни држави, излегува дека во моментов минималната плата кај нас е повисока, мислам дека од минималната плата во 9 европски држави, вклучително и членки на Европската унија. Од таму, по моје наоѓање, со минималната плата не треба или е штетно да се надфрла и да се калкулира во оваа смисла. Сите на пазарот на трудот нели можат, доколку не им одговара за одреден износ
да работат, да променат работно место, да побараат повисока плата и така натаму. Град да сменат. А истата треба да си остане вака како своевиден гарант, заради тоа што во овие услови поместувањето на износот на истата ќе значи и негативни импликации по економијата. Особено во услови кога продуктивноста не расте и така натаму. Дури треба да се разгледа и моделот на индексација на истата. Во моментов минималната плата предвидено е по закон да се усогласува со пораст на плати и со инфлација, а во вакви услови на инфлацијски притисоци не е добро. Може би треба да се процени или да се преоцени како треба во иднина да се индексира. Ти имаш еден развоен пат кој што секој би го посакал. Значи, добра ученичка, добра студентка, влезе на работа во значајни институции, имаше можност и да видиш и едно и друго министерство и така натаму. Тоа е значајна работа за секој човек во животот да добие таква шанса. Нешто за приватниот живот, спорт, За приватниот живот, има ли време? За спорт има време, ама нема желба, Нема желба, Да. Тоа е до желба? До желба е? Па до желба, да се мачам. Периодов не. Инаку, мислам во младоста, онака и како дете, апсолутно да. Нема спорт со кој што не сум пробала да се занимавам и најчесто сум имала одлични резултати. Многу брза бев на времето. Гимнастичар бев одличен. Гимнастичар трчеше, значи брза беше. Брза, да, и гимнастичар одличен. Природен талент за гимнастика. Со кошарка се занимавав и денес, она што ми остана од спортот, да исклучително почитувам спортисти, луѓе кои што се занимавале со спорт, затоа што по мене најголемиот дел од истите или од оние кои што ги познавам се квалитетни личности и ако се надпреваруваш со нив за некоја цел, најчесто нема да добиеш удар под појас. Читали книги Димовска? Многу во минатото, последниот период не ми се закачило нешто што ќе ми задржи внимание повеќе од 3 страни. Ако ми се погоди автор, тогаш онака читам мањачки се што има издадено, као например, не знам, Харуки Мураками или не се сеќавам кој друг автор и потоа се презаситувам. Во последниве години да не читам. Ако мислиме на заштитен знак на велосипед. На велосипедиве. Доаѓаше на работа со велосипед. Сега не доаѓаш. Не доаѓам затоа што сметам дека нашава инфраструктура сообраќајна не е прилагодена соодветно за ниту за велосипеди, ниту за тротинети кои што масовно се возат, ниту имаме сообраќајна култура како пешаци и учесници во сообраќајот со било кое друго средство и проценив дека бивањето на велосипед значи изложување на ризик и на опасност лична, зборувам во овие услови дека урбани и на луѓето кои што се други учесници во сообраќајот, особено на оние со тротинетите. Цртањето? Сликањето, тоа е вежба. Вежба. Да, тоа е. Не го сваќаш како професионален твој? Не, затоа што не е професионален. Јас сум сликар аматер. Твоите какви се очекувања од животот во наредниот период? Што мислиш за себе што би постигнала, што би ти се десило така во наредниот период? Па не знам, да знаевме што би ни се десило или Што би била задоволна? Да сум жива и здрава. Така, да си жива и здрава. Јас мислам дека ние треба во комората да бидеме горди што те имаме, затоа што ти си стручњак од врхунски квалитет и дека ќе дојде време тоа све да биде покажано. Мислам дека грешиш за твоите способности за сликањето, мислам дека се поголеми од тоа што ни кажуваш. Денеска со нас тука е Наташа Јаневска. Добре дојдовте. Благодарам на поканата.
Ти си домаќин сега или си гостин во емисија? Па, мислим дека сум гостин затоа што вие ме поканивте да учествувам во емисијата. Јас сепак сакам да кажам дека ти си дел во трите најголеми проекти на Стопанската комора, јако си една од младите кои што ни се придружи во 2017 година и значаен удел имате во стварањето на оваа емисија. Можеби, со поддршка ваша, една идеја која што можеби изгледаше далечна, еве денеска се реализира. Ако зборуваме за професионалец во своето работење, ние синоним за тоа си ти во комората, затоа што цело време работиш на една проблематика. Али јас успеав да те изместам на два пати, еднаш при изработката на монографијата 100 години комора, со која оствари огромна комуникација со личности кои што биле врзани за комората. Така? Така, со личности кои што можеби некогаш не сум размислувала за нив, сметајќи дека биле недостижни, биле менаџери на многу големи компании кои што успешно ги воделе, придонесувале за државата. И она за што вечерва сакам да разговараме, третиот дел, тоа е вашата професионалност од почетоците на вашето работно ангажирање до денес, тоа е образованието. Да, тоа ми е некако специјалност и цел живот сум посветена, сакајќи да се направи едно квалитетно образование, едно функционално образование, каде што навистина ќе се развијат компетентни личности кои што ќе даваат голем придонес на државата. Има многу дефиниции за образованието, меѓутоа јас мислам дека една ќе ми остане запаметена, дека ако сакаш да растуриш една држава, растури во образованието. Така е. И мислам дека ние правиме нешто што е обратно од тоа, да направиме образование по интерес на бизнисот и што ќе зајакне кохерентноста на државата. Така да ево можам да најавам за гледачите дека имаме исклучителен гостин вечерва и стручен да поразговараме за тоа прашање за кое што јас лично мислам дека ќе биде во наредните 10 години врвниот приоритет на комората, затоа што без таков кадар комората не може да испорачува она што од нејзе се очекува, а тоа значи да членките испорачат бруто домашен производ од 4 до 7%, со што би се осетил напредок и кај профитите на компаниите и кај стандардот на граѓаните. Потребно е компаниите покрај машините, покрај опремата и покрај се она што го имаат како технолошки процеси, да имаат и квалификуван кадар. Без квалификуван кадар ние не можеме да очекуваме продуктивност, производство, ефективност, а со тоа изголемување на бруто домашниот производ. И затоа целата наша посветеност, целата наша ангажираност е токму создавање на квалитетно образование, функционално образование, образование според потребите на бизнисот. И сега дојдовме каде што дојдовме, ни требаше 20 години да сватиме дека направивме голема грешка со тоа што го испуштиме образованието и почна бизнисот да бара кадар, кадар немаше, па ево да завршиме да бараме кадар по Непал и по Бангладеш. Да. И затоа ние, слушајќи ве вас, од Стопанската комора на времето кога работев во Министерството за образование, дека навистина треба да се вложува во образованието и да се создава кадар според потребите на бизнисот, почнавме да работиме на една проблематика учење преку работа, каде што јас бев директно инволвирана во тој дел во Министерството за образование и почнавме да ги остваруваме првите контакти со работодавачите, да ни ги кажуваат нивните проблеми, а потоа ние да им излагаме во пресред со решавање на нивните проблеми преку креирање на образовни програми. По комората немаше кадар што можеше да ги покрене тие процеси и така се определивме за твое доаѓање. Како ти се одлучи да дојдеш? Јас доста соработував, морам да кажам, со Стопанската комора. Со многу представници вработени од Стопанската комора имавме поддршка за се она што ние како реформи го земавме ги правевме во Министерството за образование. Меѓутоа кога ми беше понудено да дојдам да работам во Стопанската комора, јас бев малку затекната затоа што размислував што можам јас да работам во Стопанска комора. Меѓутоа со преоѓањето во Стопанската комора мислам дека се пронедов сама себе, затоа што ги познавав двете страни. Се запознав со она како размислува бизнис заедницата од една страна, како размислуваат представниците на образовните институции, тоа ми беше можност полесно и побрзо да ги спроведувам сите оние реформи за кои што се случуваа во образованието.
Но ние имавме сериозен проблем со Законот за стручно образование. Тоа значеше дека ако вие се запишете во стручно образование, кој што ги препознава 2-годишните квалификации, не можете да излезете на пазарот на трудот затоа што немате задолжително средно завршено. И имавме сериозен проблем, затоа што имаше деца кои што сакаат да завршат 2 годишни И одма да влезат во. И одма да влезат во процесот на вработување, не можеа затоа што 2-годишното образование не се сметаше како задолжително. Сега со новава концепција и со Законот за национална рамка на квалификации и со Законот за стручно образование, ние сакаме по завршување на 2 години веднаш да си добие диплома. И ако сака да си се вработи, може да си се вработи. Но ако сака да оди понатака, може да си оди во 3-годишно или во 4-годишно образование. Тоа е ова што го кажам, затоа што имаме два процеса. Едниот процес да биде 2-годишно образование, се стекнува диплома, значи второ ниво на квалификации, и може да размислува да оди или на 3-годишно, или директно да се запише во 4-годишно. Тоа не е еден концепт кој што сега треба да го предложиме. И вториот концепт е после секое завршување на 2-годишно, 3-годишно и 4-годишно да си добива определена диплома. И мислиме дека овој концепт ќе биде најидеален, затоа што ако сака 2 години завршува, например имате автолакер. Автолакерот после 2 години си завршува, си се вработува и тој ќе си работи автолакер. После известно време му текнува дека сака 3 годишно, оди автомеханичар. После тоа оди машински техничар или автомеханичар, дијагностичар на моторни возила, да си добие 4-то ниво на квалификација. Ова ние сега се залагаме ние како комора, заедно со Центарот за стручно образование, каде што имаме голема поддршка, и мислам дека сме на пат тоа да го реализираме, и тоа е фактички создавање на функционален систем на стручно образование, она што ние како комора долго време го баравме. Колку училишта имат склучено договор со фирмите? Па негде околу 260 дуални паралелки имаме, а некаде околу 61 до 62 училишта имаме имаат договор со фирмите. А колку од 73 имаме стручни училишта, од кои деловно се беа финансирани од програмата на КИФ, што се однесува на стварањето на конзорциуми за заедничко одбестување и настап. За да го објаснам ова, морам да кажам дека стручното образование е многу скапо образование. Скапо? Да, е скапо образование и секогаш инсистираме ние дека финансиите што се даваат за стручните училишта и за гимназиските не можат да бидат исти. Затоа што гимназиското образование е поевтино за разлика од стручното образование, каде што вие треба да набавите определена опрема, определени алати, машини кои што учениците ќе ги видат прво во училишните работилници. Потоа се праќаат на практична обука во компании. Но ние како комора, иако заговараме цело време од 3,7 од буџетот да се издвојуваат средства на 5 според ОЕЦД, не седевме мирни, туку продолжуваме да истражуваме и да наоѓаме начини како можеме да им помогнеме на компаниите. И токму преку германската развојна банка, KfW банката позната, преку Коморскиот инвестициски форум, каде што Стопанската комора е членка, ние успеавме да овозможиме грант од некаде 7.123.000 кој што се дава на компаниите, на конзорциумите, преку трите повици кои што се случија. Во првиот повик имаме околу 3,5 милиони за до 8 конзорциуми и тука можем да кажам беа 7 стручни училишта и 1 факултет, но имавме 29 компании со кои има склучено договор за соработка. Вториот повик беше некаде околу со средства некаде околу 2.073.000 евра, каде што имавме 6 консорциуми, од кои 4 стручни училишта и 2 високообразовни институции, но сега имаме 37 предпријатија. Значи предпријатијата сватија, односно компаниите, дека мора да соработуваат со стручните училишта, и последниот грант, каде што веќе ни се намалуваа средствата затоа што ги искористивме во првиот дел, имаме 4 консорциуми и 2 консорциума, односно 2 стручни училишта, едно стручно училиште и еден
факултет, тоа е медицинскиот факултет, Центарот за социјална медицина, каде што имаат со 17 компании склучено договори. Тие имаат некаде околу 952.000 евра за да можат да си купат машини, опрема, инфраструктура, обуки на наставниците во компаниите, обуки на учениците после на тие машини, алати и така натаму. Наредните планови нови ни се да го подобриме квалитетот на практичната обука, да зголемиме бројот на компании и на училишта за реализација на практична обука. Интересно е со дуалното образование тоа што излегуваат компаниите во конкурси. Вие ако сакате да го запишете вашето дете, ќе го отворите конкурсот, значи кој завршува основно образование, го отворате конкурсот и точно знаете кое училиште со која компанија има склучено договор и каде вашето дете ќе оди на практична обука. Според земјите на ОЕЦД, затоа што само ако вложувате во образованието, може да зборувате за квалитетно образование. Може би инвестицијата во моментот не е исплатлива, но на подолг рок е исплатлива затоа што вие создавате кадар кој што ќе придонесува после на државата. Следно на кое што ние сакаме да работиме е високото образование. И тоа ни е многу важно, затоа што високото образование исто така треба да создава не само академски граѓани, туку и граѓани кои што ќе имаат стручни вештини, практични вештини, како што бараат компаниите. И сега работиме на тоа да ја воведеме практичната настава како задолжителна во студиските програми на факултетите. Имаме поддршка, можам да кажам, минатата година ние разговаравме со државните ректорски управи, од страна на ректорите добивме поддршка. На крајот на декември стандардизирање на квалификациите и можеби треба да размислуваме за стручните студии. Со законот за високо вие ги имате стручните студии, меѓутоа сите отидоа на академски студии, а некако полека ни изгаснуваат стручните студии кои што се многу важни за бизнес заедницата. Што е КИФ? Коморски инвестицијски форум е една идеја што произлезе пред паречици скоро цела деценија. Фокусот на приватниот сектор е искачен многу високо на листата на нивни приоритети и многу повеќе внимание се посветува на тоа што компаниите од регионот бараат, им е потребно и како да се зајакне таа комуникација, што од страна на некој што беше вклучен во тие процеси изминатите години го припишувам и на нешто што добро сме го сработале во рамките на КИФ. Пред 4 години, кога го истакнав предлогот за твој именување за генерален секретар, тоа беше изненадување. Денеска на постаната седница најласкави оценки имаше. Али во секој случај тоа беа наобични. Сите години за кои што зборувам заократи твој 2011 со доаѓањето од факултет во Комора, што беше вистинско изненадување, тоа претходно не беше случајно. Па со ова, да речам, со овој пронаоѓање на меѓународни функции, а не во струката на која што се докторирала и така натаму. Тоа доволно зборува за широкиот опсег на можности што ги пружа и коморското работење и амбициите твои, така да мислам сега патот е отворен за повисоки дострои. Тоа често сме го зборувале за колегите од Комора, коморското работење, односно начин на функционирање и темите што се фаќаат, нуди една сестрано што ретко на кој друго место во државата може. Значи, таков преглед на отворени прашања, на теми, на различни сектори, индустрии, да се фокусираат на едно место и толку многу круг на познанства со институции, меѓутоа и со компании, што ако се наредат коцките, да речем, може и такако да биде поволно за развојот во било која област што се работи натаму. Некако како Коморскиот инвестиционен форум да ја разигра работата се оно што се зборуваше 40 години и се реализира за прв пат. Да, имаме листа на компании што баш конкретни опипливи придобивки добија. Од една страна тоа е проектот на регионалниот фонд за предизвици, кој што е подржан од германската и швајцарската влада, спроведуван преку германската инвестициона банка KfW од страна на Коморскиот инвестицијски форум. И станува збор за една многу убава иницијатива што е веќе влегувана во 5-та година од имплементацијата, што зацрта за цел директно со грантови да го поддржи воведувањето на различни кооперативни програми на соработка помеѓу образовните институции и компаниите за воведување на различни модалитети на учење преку работа,
Конкретно во целиот регион во трите досегашни отворени повици беа поддржани 99 проекти со вкупен фонд на финансирање од повеќе од 44 милиони евра и вклученост на повеќе од 530 компании од целиот регион. Начинот на кој што тоа се имплементира е што овие конзорциуми добиваат директни грантови за опремување, реновирање на просториите, меѓутоа и набавка на најсовремени нагледни средства, односно опрема. Што значи имаме ние училишта кои што добија опрема за VR, односно виртуелна реалност, различни тренинг симулатори, најсовремени CNC машини, значи ако веќе ги Што значи конкретно нешто. Прв пат конкретно нешто можеше да се види на ТВ, дека компаниите добиваат конкретна поддршка. Не зборување само. Тоа е да речем успехот на Коморскиот инвестиционен форум во овој период. Оно што нас ни се наметнува сега како приоритет е регионалната соработка, завршување на процесот на дуалното образование и предсачување на процесот на градење на вештини во високото образование, што за мене е круцијален проект во времените 10 години и веројатно извозот кој што го форсираме како комора која што е посветена на тој каде се наоѓаат најголем број на компании. А од искуството што ги има со Коморскиот инвестиционен форум, кои искуства можеме да ги користиме на тој пат во овие три сегменти? Кога станува збор за образованието, морам да кажам дека, пак да не биде субјективно, мислам дека нашата комора е можеби најголем придонес, односно прогрес ма направено во третирањето на тоа прашање. Бројките што се збореле во многу наврати на нас, тоа јасно го говорат, меѓутоа начинот на кој што треба да се третира тоа прашање е системски и се пристапи на правилен начин преку соодветно моделирање на правната рамка за тоа да може да се спроведува и голем дел од да речам најтешката работа во тој процес беше да се убедат компаниите дека тоа е всушност во нивен интерес, што мислам дека е веќе направено, а проектот на пример што го имавме преку регионалниот фонд за предизвици само придонесе сето тоа да добие една структура и само да продолжи да се развива. Кога станува збор за извозот, тоа што ние го правевме преку Коморскиот инвестициски форум овие изминати години, беа различни приоди кон директна поддршка на компаниите во тој процес, затоа што ние мора да бидеме реални дека сепак економистите го викаат јазна конвергенција на нашите економии, меѓутоа ако го зборуваме на ниво на индивидуални фирми, имаме многу различно ниво, односно степен на подготвеност да се носат со пазарните сили на единствениот пазар. Значи ние стратешки се насочуваме кон тоа да добиеме директен влез на единствениот пазар на Европската унија, меѓутоа мора да бидеме искрени дека многу мал дел од компаниите фактички по моментов се спремни да излезат на тој пазар и соодветно да се носат со конкуренцијата на тој пазар. Затоа дел од активностите, голем дел од активностите ни беа насочени кон тоа. Спремавме различни алатки, дигитални портали кои што нудат информации за целните пазари, како фирмите подобро да се позиционира. Понатаму работевме на пример на еден од последните продукти што ги извадивме, алатката за СЕО знаката, што значи еден водич на секоја компанија што има производи што подлежат под означување ДЗП знакот, да олесни како да се позиционираат по целото тоа море на прописи која уредува таа материја. Ангажирање на консултанти кои што со компании работеа на подготовка на проекти за добивање пристап до финансии, односно да консултанти имавме ангажирани кои што пишуваа за 100 компаниите во соработка со нив проекти за да добијат соодветно финансирање од достапните фондови во секоја од економиите и за тој краток период што го спроведувавме од 60 апликации што се поднесаа, 13 беа одобрени и компании добија финансирање во вредност од повеќе од 1,1 милион евра. Продолжуваме со коморските кадрови кои што растрчани по светот се сетија да се вратат во државата. Тоа ли е животната приказна досегашна на Игор Тасевски? Така е, председателе. После моето завршување на додипломските студии пробав да се најдам во одредени земји во светот. Тоа беше во надалечниот исток, особено во Кина и во Тајланд. Одреден период поминав тамо како предавач на
на факултет и после тоа имаше периоди каде што одев и каде што се враќав, тоа не беше нешто привремено, бев таму единствено само да добијам и да осознавам, значи и да го започнам мојот кариерен пат во работењето, да се осознавам со светски вештини и после тоа се одлучи да се вратам назад, да ги завршам постдипломските студии тука во Македонија, а дополнително на тоа на моите постдипломски студии да ги надградам со уште едни постдипломски студии по стратешки менеджмент на Сентинел коледжот во Торонто во Канада. Добро. А твојот брат исто имаше развојна кариера и има уште во светски размери и е моментално во Далас, така? Да, мојот брат исто така отиде на постдипломски студии во Америка, каде што после завршувањето на неговите студии беше примен на интершип програма во Texas Instruments во Тексас, при што после тоа му понудија работа и каде што остана и до ден денеска е успешен инженер во истата. Нема намера да се врати назад. Нема намера По разговорите да се врати. Може би потено сака, али тоа е негова работа. Така. Мислам, да. Многу луѓе во комората не ја знаат вистинската улога на твоето работно место. Така е или јас грешам? Дел ја знаат, дел не ја знаат. Ата Карнет менаџер, што е тоа? Ата Карнет менаџер е лице кое што е одговорно во една царинска територија при издавањето и проверката на Ата Карнети, кој што како документ е... Што е Ата Карнет? За Ата обичните Карнет- луѓе објасни. За обичните луѓе Ата Карнетот е пасош за услуги кој што се користи при поменување од едно царинско подрачје во друго царинско подрачје без премногу бирократија. Што значи електронски? Во моментот ни издаваме паралелни и електронски и хартиени Ата Карнети, каде што согласно насоките од Меѓународната трговска комора и Светската царинска организација од 2027 година хартиените ќе престанат да бидат со важност и ќе оде само дигитално. А ние добивме награда во 2020 година, така? Така. Почитувани гледачи, денешен нас гостин во подказот на Трето УВО и Стопанската комора на Северна Македонија, магистар Михајло Донев. Добар ден. Точно е, добар ден. Точно е, да. кажав, Магистар. Роден 93-та во Скопје. во Скопје. Она што го знам и што било пресудно да одлучам да бидиш во тимот на Стопанската комора е дека си завршил економски факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи, дека магистрира на електрофакултетот во Скопје, електромашинско, како е тоа сега, факултетот за електроника и Електротехника и информациски технологии. И дека твојата намера е да докторираш на Финки. Така е? Така се плановите. И до каде се плановите? Па сега сме во фаза на до следување на активностите за докторски, да видиме во кој домен би се насочил. Насочил го тоа. Од тие проекции кои што ги имаш правено за себе до сега, имаш ли ревидирано некои ставови за реалност? Генерално многу ги вагам, ајде да кажеме, работите, умерено носам одлуки и досега не постоело некое значајно ревидирање. Генерално тоа е планот по кој сум сакал по таа траекторија да се движам. Да. Да. Многу луѓе со кои што ќе разговарам денеска знаат да кажат дека младата генерација, благодарение на социјалните медиуми, има своја филозофија на живење и на работење, која ќе се стане доминантна во наредниот период. Јас генерално се согласувам со тоа. Ти?
Се согласувам и јас, председателе. Дефинитивно живееме во едно брзо и динамично обкружување. Информациите, вестите се доаѓа толку брзо се перцепираат работите, но во таа една ера на брзо и динамично некогаш недостасува квалитетно разгледување на информациите, односно голем дел од нив површински ни се Ево како достапни. тоа изгледа. Новинар ме прашува за ставовите мои околу определени прашања. Јас кажувам дека треба да се води према тврд професионализам. Значи ќе добие во наредниот период тој што не ќе биде економист, него ќе биде макроекономист, не макроекономист, него точно за таа работа. Значи усмерувањето ќе биде основа. А од друга страна поддржавам кадрови кои што се од економската област, кои магистрираат на електрофакултет, а ќе докторираат на финки. Што би одговорил ти на тоа? Па добро, дефинитивно знам дека вашите гледишта се околу уска специализација на поединците и во комората тоа долго време го заговарате како став и тоа се гледа преку кадровскиот потенцијал во комората кој е развиен во изминатите години. Меѓутоа, времењата се менуваат, професиите се менуваат такви какви што се и таа дигитализација или нови технологии како влијаат врз начинот на кој функционира една професија. Се јас тоа би го сменал во прилагодување на стварноста. Треба ние да се прилагодиме на неа, она нема да се прилагоди на нас. Апсолутно, адаптирање постојано. Постојано адаптирање. Да. Стопанската комора на Македонија, па можам да речем и 15-та, кога ти се запослил, не беше атрактивна организација за млад човек. Што те привлече? Така, интересен е начинот на кој јас дојдов до комората. Јас и претходно имав познавање за комората како институција. Меѓутоа на економски факултет постојано имавме комуникација со професорите за отворени места за обавување на практична обука. Сепак сите ние што бевме при крај на студиите сакавме на некој начин да стекнеме одредени знаења од реален сектор кој ќе ни помогна да бидеме поатрактивни како потенцијални вработени кон работодавачите. Во тој момент аплицирав за пракса во Шпаркасе. Меѓутоа од професорите ми беше сугерирано дека исто така постои можности за практична обука во Стопанската комора, на која се согласив, реков во ред ќе аплицирам и на двете, па од каде би ме повикале би започнал. Од Шпаркасе не ми се ни јавија, од комората ми се јавија и во рок од 2 дена ме викна на интервју. Сега ќе те, ако беше во Шпаркасе, ќе те критикува за провизиите. Така. Па добро, критика секогаш има. Може би од аспект како представник од комора, некој па за нешто друго би ме критикувал, меѓутоа професијата е таква, треба да бидеме спремни и за сугестии, и за критики, но и за пофалби. Кој беше во комисијата што говори разговорот со тебе? Во комисијата беше магистар Анета Трајковска. Добро. И Симона Ристовска. Тие беа двете. Да. И ти доби предност пред другите кандидати. Да, како што разбрав, 3 кандидати биле, се уште не знам кои беа другите. Да. И доаѓаш во Стопанската комора. Доаѓам во Стопанската комора. Што беа коментарите на луѓето на кои што им кажа дека се вработил во Стопанска комора? Од твојата генерација? Од мојата генерација сите пробуваа да најдат начин како сум дошол до комората. Мислеа дека има некаква позадина. Да. Сите мислат тоа. Така. Точно е тоа. Добро, значи ние добивме кадар кој што ценевме дека можеме да го вклопиме во тимот. Твојот просек на градот на студирањето колку беше? 903. 903. Да. И никогаш не те мотивира да останеш на универзитетот? Па не се гледав себе си како научен кадар. Не. Повеќе се гледав во делот на практично обавување на активностите, повеќе разглобување на проблеми и наоѓање на ефикасни решенија. Така е. Добро се вклопи, заигра како тимски играч, доби висока позиција, со тоа ги зацврти позициите кај внатрешна, кај апаратот на Стопанската комора и меѓу членките наши. Сега има од тој момент, значи, 10 години за кои што можеме да кажеме што Михајло Донев пропушти во овој период, а што доби од она што не очекуваше. Што е тоа што
не очекуваше, а неочекувано доби со доаѓањето во комора, што е точно не очекуваше дека ќе добиеш, а ти се случи? Тоа што знаев дека комората го има како потенцијал, меѓутоа не бев сигурен дали секој вработен го има како можност, е делот на напредување на работа и пристапот до многу контакти. Контакти кога велам, ги перцепирам и приватниот сектор, но и јавниот сектор. Затоа што навистина комората е едно поспецифично опкружување, многу поразлично од приватен сектор и далеку поразлично од јавен сектор, каде што е некоја симбиоза од двете нишки, да кажеме, како начин на функционирање, кое е специфично искуство која ретко која друга институција го овозможува во државата генерално.